Галијата Ројал Македонија, гордост на скопјани, еден од символите на проектот Скопје 2014 и единствениот брод во светот со бетонски темели. Деновиве беше поплавен од надојдениот Вардар. Вчерашни ги има деталите. Злобниците викат дека главна причина за ваа непријатна појава е тврдоглавоста на едениот творец кој игнорираше ги советите на експертите дека коритото на Вардар не треба да се чепка. Скопјани загрижени почнаа да се собират за да видат како нејниот омилен ресторан почнува стварно да заличува на брод, до душа со поплавен подрум. Ние го имаме градено тај бродо и доле кај тај подрумо се напуни, вода улегна од сите страни, мајка еба, нема што да правиме. Трчи ваму, трчи таму, водат сегде. На крајо, љубовта на скопјани за ваа архитектонско чудо роди со плод. Поплавениот подрум од катастрофа се претвори у атракција. Како вика овој Пантарей, што е у секој зло има и добро. Дојдеа гости седнаа, ги макнаа нозите у водата и убаво им дојде. И стана атракција тој ден. И сега дека малце места цело време зафанани, што да правиме, ние горниот дел опремиме, го купиме леѓини, земаме од оваа чиста вардарска вода, може да видите. И сега горе исто да служиме. Све сега не е исто како доле што е, ама горе па за тоа е поевтино. Освен снаодливоста и услужливоста на персоналот, раководителите работеа и на проширување на менито со нова понуда, која ќе отсликува новонастанатата ситуација. За доручик појадок, како викат брекфаст овие што се американците, за него има, даваме Самуилов војник што е, едно јајце на око и пошто сме нели елитен ресторан, на секој 100 му даваме 2. Сега имаме и други специјалитети што се. Тоа е од говедски бут, се прави, се вика Александар, другото е свинска коленица, таа се вика Филип II. Мезе нели имаме тоа што го викат, тоа е античко макало со вардарски ситнеш се служе и се прави на старословенски начин. Имаме и това што е специјално предидење, се вика президент Џон Образ и се прави со прилив од вардарски мулј. За главното едење се нуде чорба, се вика лидер чорба, од тврда лидерска глава се прави и се варе во вардарска вода. И нели на крају се става барокна запршка. Според сознание на вчерашни, најголемото изненадување, кое конечно ќе ги освое срцата на муштериите, е погледо на панорамското тркало градба, кое при висок водостој как сега, ќе функционира и како воденица, кое ќе меле брашно за поховање на локални тиквици и исперани мозоци.